Мислам дека првото нешто кое ми паѓа на ум е се разбира климатската криза, но таа има оваа посебност што луѓето не ја гледаат со своји очи. Мислам дека ни се дадени некои статистики каде што некои научници велат дека нешто се зголемило за 1,8 степени, други велат дека за 2,5 степени, но секој го гледа тоа како закана. Можеби многу поважен пример е фактот дека е можно да се утврди висок процент на контрацептивни средства и лекови кај рибите и другите суштества што живеат во нашите реки во Словачка, дека нашата хемиска контаминација, без разлика дали поради овие лекови или поради други фармацевски супстанции, е веќе толку значајна што го менува полот на рибата. Ако овој факт не ги шокира луѓето, тогаш навистина не знам што друго може да го направи тоа. Знаете, светското еколошко движење се појави во времето кога луѓето првпат видоа слика од земјата, од површината на месечината. Кога сватија дека целата планета Земја, се што сакам и се што ни е важно, гледано од Вселената се вклопува под еден прст. Тогаш се појави глобална визија за светските проблеми и веднаш човештвото свати дека се на Земјата е меѓусебно поврзано, дека не делат граници на национални држави, туку дека сите сме поврзани со климата, поврзани сме со подземни води, реки, струи, на ветер, ширење на семиња меѓу шумите и така натаму. Значи проблемот е глобален и планетарен. И решенијата мора да бидат глобални и планетарни. Не велам дека треба да заборавиме на нашата националност или на нашата држава. Она што го велам е дека и покрај сите наши разлики, мораме да комуницираме во согласување со она што се случува со нашата природа. Фактот дека умерените шуми, иглолистните шуми, тајгата и тундра се некако меѓусебно поврзани со тропските шуми, не го елиминира идентитетот на поединечните екосистеми, туку повеќе зборува за нивната меѓусебна поврзаност и важноста на соработката меѓу нив. Овој пример за нас ви благодарам.